во денешно време многу се зборува за политика. Тука нема некои многу опции, или ќе бидеш полицаец, или ќе бидеш влада. Имаше една професорка таму што живееше, ќе речеше живеам меѓу ѓупците. Јас живеам во центарот баш кај офицерскиот дом. Тргнавме по патот на младите во 3 града – Битола, Струга и Велес. Одевме по нивните улици, седевме на нивните места, разговаравме за нивното секојдневие и за погледите напред. Младината повеќе се трудиме да бидеме со отворен ум и да можеме да ги прифатиме луѓето, да, различностите на повеќе луѓе, додека пак гледам дека постарите генерации се оние кои што и вршат некаква дискриминација врз луѓе. Знам неколку ситуации каде што некои деца им е забрането да се дружат со други поради дали од кое население потекнува или каде живее. Или вера. Тогаш може би биле малце по-строги со гледиштата, по-затворени во умовите, ние сме малце по-отворени како генерации. Нема толку предрасуди колку што имало тогаш. Од дома ги тераат родителите да не се дружат со некој што е под нив или со некој што сметаат дека е под нив. Иако може да бидеме најдобрите во училиштето, во гимназија и сепак да не се дружи со некој. Поделбите и разликите секогаш и секаде се непријатна тема. Секое општество има свои разлики и свои поделби. Линиите на поделеност се најчесто слични. Потеклото, начинот на живот, економскиот статус. Апсолутно нема сегрегација. Има различни религии, има различни етнички групи. Имаме исклучително голема мултиетничка толеранција, што никогаш не станувало збор дека би имало и сегрегација. По училишта не. Немаме поделба. Барем на местата јас каде што одам нема никаква поделба. Од сите училишта може да се најдат луѓе. Сите се мешаат, не се делат, сите заедно се дружат, заедно излегуваат. Никој не се дели со друг човек. Ако ги бараме разликите, на прв поглед ќе ни бидат невидливи. Не затоа што се скриени, туку бидејќи се нормализирале. Ако почнеме да размислуваме за нив, ќе ги препознаеме. Најчеста определба кај младите е некој дали има повеќе пари од другиот, дали некој вози мотор, дали некој вози, пример, точак. Тоа е големата поделба и кај психата, кај народот е ставено дека, пример, јас имам пари и јас ќе бидам на повисоко ниво од другите и другите ќе ги понижувам со тоа јас што имам пари. Ќе игра доминантна улога. Да. А кога ќе дојде редот да ја почувствуваме различноста, таа не може да се игнорира. На татко ми, обично бидејќи секогаш живееме во станови под кирија и кога и да бараме некој стан, кога ќе се спомни неговото име и кога ќе се види дека сме малце и поцрни, не сакаме такви станари да живеат кај нас. Обично така се име ни кажуват, зошто бидејќи мислат дека нема да плаќаме редовно кирија, бидејќи ќе го направиме хаос станот или ќе го уништиме. Кога двете страни од една приказна целосно се разликуваат, треба да се помине одреден пат за да се дојде до вистината. Начинот на кој што младите ги сваќаат разликите и поделбите определува како ќе се однесуваат кога ќе бидат возрасни и како ќе ги подготват генерациите по нив. Општествениот конструкт е концепт според кој какви ќе бидат некои појави зависи исклучиво од тоа како општеството ги гледа и ги доживува. Расата, националноста и многу други категории според кои луѓето се делат се општествени конструкти. Добрите работи или позитивните е тоа што тука сме сите другари, сите сме од иста етничка припадност. Тоест во моето мало сме македонци и роми, ама сите сме еднакви, сите се сакаме и се почитуваме. Се имам ставено во ситуација на училиште
Мој соученик, као демек, ти си од гето баер и му возвратив дека уствари не е тоа што мислат дека сум, као лош или како што кажа. Првото нешто што го научивме од младите луѓе е дека тие не ги забележуваат само поделбите, туку и значењето што им се дава. Значењата ги создале генерациите пред нив. Бев единствена ромка од целиот клас и кога ги прашав зошто ромите ги нарекуваат египци, рекоа бидејќи тие така го заслужуваат тој. Самите и професори кога предаваја дека се сочиле со некои проблеми, горе на бајрот кога оделе, имаше една професорка таму што живееше, ке речеше живеам меѓу египците. И значи кога самите професори не ни дават пример нас како ученици, учениците така ќе се однесуваат. Битола, како значаен градски центар веќе неколку векови, со својата историја многу прецизно го отсликува создавањето на различностите. Уште од османскиот период, точно се знае на кој дел од градот живее која заедница, тие се и економски поделени, например различните занетчиски делови, пазари, кои што ги имало низ градот и тоа во поприличен број, но исто така и етнички, затоа што градот Битола, кој што бил еден од главните центри на Османската империја на Балканскиот полуостров, имал голем број на разни националности кои што живееле и ги привлекувал овој град. Сите овие промени не завршиле со историјата. Градовите се живи, тие продолжуваат да се менуваат. Младите луѓе ги следат промените. Но уште повеќе следат колку се менуваат сваќањата. Тие понекогаш се развиваат, но некогаш остануваат заглавени во некое минато време. Растена сум во мултикултурно мало, би рекла. Малото каде што живеаме познато и се вика Чифтефурни, се наоѓа во центарот на Битола. Покрај македонци кои што живеат во таа улица, има турци и власици со кои што заедно пораснав и се уште сме во исклучително добри односи. Од секогаш на бајрот ромите се населени и сметат дека само роми тука живеат, а тоа не е точно. Значи тука имаме мешан состав и албанци, и македонци, и роми. Сплотеност и поделеност, соработка и судир, индивидуализам и заедништво. Сето ова може да се најде истовремено во еден правоаголник од 30 на 15 метри со 10 играчи внатре. За кошарката се вели дека е една од најдобрите метафори на животот. Një ekip që punon bashk, po ashtu edhe fiton bashk, edhe një lojtar vet nuk mund të arrijë deri në fitore në një sport ekipor, prandaj të hapish një asist gëzon dy lojtar. Спортот не учи на најважните работи што во секојдневниот живот, на пример како дисциплина, да не се откажуваме. Некои сакаат да дриблаат и самите да постигнат поен. Други да учествуваат во групна акција. Некои се обидуваат да се покажат како најдобри, други да бидат најкорисни за тимот. Така се создаваат разликите. Така се градат и односите, исто како и во општеството. Кога излегуваме на теренот, не треба да се делиме дали таа е албанка или таа е турчинка. Ако имаме зацртана цел, треба сите заедно како екипа да се движиме, да сме како екипа за да победиме. Сите заедно све прославуваме исто и родендени. Дали на терен ќе прославиме роденденот или ќе се собериме кај некој дома или пак во некој кафич. Не правиме поделба според националноста, не се делиме. Aslında kesin bir karar veremem. Sturgay'ı çok severim tabii ki de. Belki geri dönebilirim ama eğer okulum için ve benim için daha başarılı olursa belki başka yerlerde kalırım ama Sturgay'ı sevdiğim için buraya geri dönmek isterim tabii ki de. Каков град е Струга надвор од кошаркарскиот терен, на улиците, во кафулињата? Gjithmonë unë mendoj se fit
fëmijët dhe të rinj tash janë shumë të ndikuar nga shtëpia e tyre në atë me këtë frymë nacionaliste. Kjo është evidente, është fakt. Kjo është një faktor. Faktori i dytë është politika. Politika me fjalor të urrëties ndaj një kombësie tjetër. Pra nuk do të hyj të bëj ndarje tani midis shqiptarëve, maqedonisëve ose etnive tjera. Unë flas në përgjithësi, pra unë flas si i vendos të gjitha etnit në një nivel. Pra nuk do të vendos asnjë etni në një nivel më të lartë se një etni tjetër në një nivel më të ulët. Најголемата поделба во струга, мислам дека тоа се аплицира и на Македонија и на Балканот, од она што го следам на вести, е поделбата на заштитени пред законот и незаштитени, односно оние кои го почитуваат и мора да го почитуваат законот затоа што во спротивно би биле казнети. И ова поделба, според мене во струга, доминира над сите други поделби, па дури и кај младите. Струшките млади гледаат различни поделби. Струга дефинитивно аспектет етниките пактën, edhe se domethënë që ti je ka edhe Maqedoni shqiptar, bashkëpunimi është aty, nuk është që jemi të ndarë që Maqedoni nuk mund të shkojë në një vend apo shqiptar shkojë në një vend tjetër. Edhe se ka për shembull kafiqe ku më shumë shkojnë shqiptar, edhe ka kafiqe ku më shumë shkojnë Maqedon. Përsëri deri diku jetojmë së bashku. Problemet janë shumë të rralla këtu. Njerëzit janë mësuar që të jenë me njëri tjetrin. Во општество во кое разликите се видливи по повеќе линии, младите научиле дека создавањето хармонични односи е можно ако постојано се работи на конструктивните наративи. Ако се инсистира на наративите на поделба, резултатот ќе биде спротивен, како што сватиле и нивните велешки врсници. Во денешно време многу се зборува за политика. Деца на наша возраст многу се и родителите ги тераат на тоа да мислат, а порано бил еден и еден ќе си остане, а сега сите зборуваат за тоа вој ваков бил, тој таков бил. Секоја тема се поврзува со политика. Секоја тема. Реката Вардар го дели Велес на два дела. Од двете нејзини страни, секоја куќа се издигнува над претходната. Помалку од еден час е доволен за пеш да се стигне од едната до другата страна на градот низ стрмните и тесни сокаци. Дури и во таков град има места каде што се оди и каде што не се оди, како големата сенка во приказната за кралот Лав. Колкав простор има надвор од таа сенка? Има еден до два кафичи каде што се собираат сите средношколци, да речеме, млади луѓе, и најчесто преку викенди, петок, сабота испаѓаме до кај Escape, Drive, негдека. Потоа нема многу што да се прави, затоа одиме играме билјарто, играме пикало, пинг-понг, што не си играме. Се наоѓаме со други деца, се поздравуваме, се шалиме и потоа одиме дома. Многу си има чудена, например, кога ќе кажам јас сум од Велес и никогаш не сум бил таму како, ја немам што да кажам како е. Не е толку црно колку нашто ни е веќе здосадено и што ги имаме сите места поминато, се ни е видено. Истражувајќи ја сегрегацијата во многу светски градови, Организацијата за економска соработка и развој заклучила дека нејзината природа е најчесто економска. Побогатите се одвојуваат во посебни населби со подобри услови, оставајќи им ги на посиромашните и на развиените места. Најчесто поделеноста во просторот е врз економска основа, но исто така и национална. Тоа е уште од времето на Османската држава. Овие градови, како што е Битола и другите поголеми позначени градови во Македонија во тоа време, биле под силно османско влијание. И мнозинството на населението било османско. Централното градско подрачје го заземале токму османското, односно турското население. Но како што се зголемува економската моќ на населението во 19. век, се менува и таа слика. Па побогатото население успева да се насели во централното градско подрачје, а додека посиромашното ги во околината на самиот град.
Младиот човек повеќе сака да ги гледа местата што ги спојуваат луѓето, отколку тие што ги делат. Кога ќе се спомни за Битола, најомилен дел е Широк сокак, бидејќи таму има многу кафичи. Тука се дружиме со друштвото, излегуваме. Најчесто гледам да се движам на места каде што ни е пријатно да седиме со пријателите, пијам кафе во долниот дел на Широк сокак би рекла, или во старата битолска чаршија. На Широк сокак, за да се облечеш, мора. Јас кога излегваме обично, значи гледам многу носат марки на себе. Значи ако не му се истакнати тие марки или шетат со став, со самодоверба, самоувереност премногу и кога ќе шетат мислат дека го освојуваат светот. Јас мислам, мое мислење дека то треба да се искорени. Зошто? Затоа што некои луѓе немат. Значи луѓето горе од Бајрот сега тие не смеат долу да излегват затоа што нема доволно облека, мислам тоа е глупост. Центарот е местото каде што се собираат и мешаат сите. Подалеку од него, секој си го наоѓа својот простор, со свои специфики, создадени низ децениите. Младите луѓе го наследуваат просторот што им го оставиле генерациите пред нив, со сите негови поделби и карактеристики. И тие се многу свесни за тие поделби. Јас живеам во центарот, баш кај офицерскиот дом. И тоа можам да кажам дека е најубавата мала, бидејќи е во центарот, а сепак е многу мирно. Така убаво соседство си имаме. Јас да се пожалам сега малку. Јас не сум директно во центарот, сум на 10 минути од саткулата, ама имам се што ми треба, како што рече и Катија, книжари, продавници, се имаме блиско, но населбата е многу бучна. Има малце еден дел од градот горе, Нова Битола. Да, Нова Битола. Познато е дека малце побогат народ е таму. На Бајро можам да спомнам. Има такви улички кај што стварно се гледа дека не живее толку богато население. Ама сепак па дури и на Бајро има има луѓе кои што се Затоа не можеме така. Добре, да, не можеме специфично точно да се подели. Генерално секој град си има населби со стереотипи. Бајро е најпознат како по некои криминални дејства дека се случуваат таму најмногу. Па затоа дури и од мали сме научени да ја избегнуваме таа населба. Како најризично. Да, најризично е. Да. Темни се улиците, таму нема осветлување. И чувствуваме како некоја несигурност. Да. Иако лично јас ништо такво немам почувствувано на своја кожа, но од младец. Ферзија Sanoска е економист, дипломирала сметководство и ревизија. Наместо тоа, работи како ромски образовен медијатор. Одам на терен во населбата Бајр, да видам што се случува со децата од училиште. И потоа се враќам во канцеларија и после тоа, да речем работното време, или ќе одам дома да одморам околу сат-два, или па директно ќе излезам на кафе со пријателите. Сега се наоѓаме значи на почетокот на Бајрот, долниот дел, од тука веќе почнува Бајрот. Тука на десната страна се наоѓа Смилевски Бајр, каде што поголемиот дел од населението живеат македонците и помал дел да речам на албанци. На левиот дел се наоѓа Бајрот, централен Бајр, каде што поголемиот дел од населението се роми, а веќе таму горе право се наоѓа магистралниот пат Прилеп Ресен Битола. И тука веќе живее најсиромашното ромско население. Познавам луѓе што немат пристап до вода, за струја во денешен 21 век. Кога ќе се погледне проблемот под површината, станува јасно дека поделбите не се создале сами. Кога еден град ќе разбере дека жителите не се бројка, туку се тие луѓе кои живеат во овој град, и кога интегрирано ќе се развива градот со соработка помеѓу жителите, граѓанскиот сектор, локалната и националната власт, тоа ќе биде најголемата можност
за градовите повторно да го добијат сјајот кој го имале или да добијат нов сјај. Со одвај 2 километра меѓу најоддалечените точки, Струга е мал град за да има видливи поделби во просторот. Така го доживуваат и младите луѓе. Кога збориме за самиот град, мислам дека повеќе се мешаат, ама кога збориме за повеќе местата покрај езеро после градов тука, најчесто живеат луѓе од поголем економски стандард, би рекла, затоа што куќите се до езеро. Ама за овде као градов не би рекла баш дека има една населба на богати луѓе и една на сиромашни. Она што го забележуваат е дека има голема разлика меѓу можностите што ги имаат тие и нивните врсници од руралните области. Една општина, а два различни света. Fshatet e Strujës janë të vegjël më definitivisht të izoluara, që më shoh nëse dua të bëj plane të dal me shokët për fshatrave. Nuk mund t'i them e se dalim sonte, do t'i them e se dalim nesër apo e se dalim bas nesër. Да, има многу всушност села, да речеме, во Струга што немаат и доволно превоз за во Струга и всушност знам многу луѓе кои идат од тие села и всушност кој начин кога ќе дојдат овдека за средно особено, всушност се како изолирани, како не го имаат истиот менталитет како луѓето овдека што го имаат, затоа што не се ни толку измешани. Од Дримот на Вардарот. Велес го носи името на богот на земјата и плодноста. Имаше плоден период на економски развој пред повеќе децении. Напредокот се стопи кога се затворија топилницата и другите индустрии. Велес полека стана символ на транзициското пропаѓање. Велешките деца на 21. век се родиле премногу доцна за да го видат големиот напредок, но доволно рано за да ги почувствуваат стагнацијата и немањето избор. Тука нема некој многу опции, или ќе бидеш полицаец, или ќе бидеш влада, или нешто ќе видиш. Нема некој многу големи опции. Транзициските години и периодот по нив не беа тешки за секој велешанец. Некои од нив дојдоа до пари и тука создадоа разлика. Го направија градот поделен, дури и кога просторот не го дозволува тоа. Седат сите на исто место, ама не се погледнуваат едни со други. Да. Си завидуваат. Оти некој ќе мисли дека егото ќе им го спушти ако некој пример прави со пониска класа од него. Денешното време кај младите е многу завист, љубомора, дали таа има поише ја да немам помалку. Што треба да се направи за младите да гледаат помалку разлики, помалку поделби и да се концентрираат на заедништвото? Секој си има право на што да верува и што да се декларира. Нема доволно воншколски активности, би рекла, освен кафичита, би требало да се изградат многу работи, да бидеме реални во Струга, за да се подобри животот на младите. Секој поединец, културата, понашањето, однесувањето на една личност што треба секој човек да има, да почитува, да помага, да има душа, да има срце. Како општество, ние треба да се почитуваме едни со други, како раса, религија, да не се разликуваме еден со друг, бидејќи на крај на денот сите сме луѓе.